Поштувани, ве поздравувам сите кои што во моментов следите Здраво Македонија, се разбира на Канал 5 телевизија и ве поканувам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение. Овој разговор верувам дека ќе пробуди интерес особено кај сите оние кои што се љубители на соколарството, бидејќи во продолжение со Трајче Китановски, кој што е интернационален соколар, најавуваме интересен курс кој што ќе се случува во претстојниот период токму на оваа тема. Трајче, добро утро. Добро утро, Цеце, поздрав до тебе и до вашите ценети гледачи. На јавноста верувам дека си добро познат, бидејќи си доста активен и актуелен во последниот период, но она што ќе го зборуваме ние во минутите што следуваат се и за курсот за соколарство. Најпрво кажи ми од каде се роди идејата и воопшто колкав е интересот за вакво нешто? Па идејата се роди токму заради тоа што интересот е навистина голем. Дури јас никош не се ниту надевав дека ќе дојде период кога јас ќе правам курс, не дека јас не сум нешто стручен, дека се подценувам далеку од тоа, но дека во Македонија ќе има таква потреба заради тоа што сите знаеме сепак дека сме на мала држава. Но еве низ годините како што јас се појавувам на овие ТВ екрани, благодарение на вас медиумите што ми подадовте рака, секој што умеам да го кажам, и печатот. Така да видов дека многу луѓе ме исконтактираа впрочем на социјалните мрежи и имаат некаква желба да станат и они соколари. Впрочем јас и секогаш умеам да кажам и на крајот од денот не мора да станат соколари, доволно е да им пробудам нешто во нив да ја засакаат природата и животните, за мене е успех. Да, и за почеток можеби да го тргнат стравот, бидејќи јас најмногу се прашував дали ќе дојдеш во утро со некоја птица или ќе бидеш сам, но гледачите имаат можност да ги видат сите твои птици кои што си ги чувал изминатиот период. Што чуваш во моментов? Да, во моментов чувам бубо, тоа е долгоушест буф, еден од најголемите буфови во светот. Но него понесов како да знаев дека има страв. Моментално има 2 месеци и е бебе во фаза на тренинг, не е баш за покажување, заради тоа што сепак е моментално див испашене. Имам и кукумјавка, зватна во лицето. Моментално ги имам тие 2 птици и имам 2 птици што се надевам дека ќе разговараме во понатамошниот дел од разговорот, кои беа одземени од еден човек што несовесно ги чуваше и без никаква дозвола. Тие ми се само на чување, ќе ги вратам во природата. Да, секако можеме виднаш да го споделиме тоа, виднаш потоа ќе се вратиме на курсот, бидејќи ми спомена дека имаш соработка со Министерството за животна средина, претпоставам дека нешто такво се случило и со овие птици. Да, точно, имам прекрасна соработка со Министерството, сакам да го пофалам инспекторот Зоран Вујич, тој е главен инспектор по ловство во Македонија и знаете како кај нас луѓето обично ако нешто не знаеме, одмah го препишуваме на неуспехот. Така да, овој пат не се работи за такво нешто, заради тоа што можам да посведочам дека Министерството и посебно инспекторот си ја работа својата работа. Еве, и порака до гледачите, ако имаат сознание дека нешто такво се случува со диви грабливки украдени од гнездо земени се препродаваат, слободно нека ми исконтактираат мене или инспекторот, ќе интервенираме и тоа така нема да биде. Еве, неодамна имавме од еден град од Македонија, са не е баш згодно да откривам кој, имавме еден таков случај, отидовме, птиците ги одземавме, така да, еве, тие се моментално кај мене и ќе бидат пуштени на слобода кога ќе бидат спремни сами да ловат. Така, да се вратиме на курсот, како се станува соколари, кои се оние клучни први чекори што секој почетник треба да ги знае? И не само за курсов, моментално еве во склоп на Министерство, сега баш добро е тоа да се спомне, е дека моментално сум во фаза на, да кажам, белки ќе успеам, тоа да стане под капата на Министерството. Сакам да има еден тест, да има еден соколарски тест кој ќе биде кој ќе се полага во Министерството, како што е впрочем и во Хрватска, и во Србија, и во Бугарија, да не одиме некаде подалеку. Така да мислам дека ќе се одреди кој може да биде. Така е и впрочем и сакам тоа да го регулирам и со закон, не може тоа секој кој ќе му текне, како што спомнав пред малце, да земе, да украде птица од гнездо, да ја чува, да ја препродава, тоа е незаконски, впрочем и ако немаш дозвола. Министерството дава и ЦИТЕС, тоа е
потекло, треба да докаже птицата од каде ти е, не можеш да си земеш, треба да има алка. Мојот буф, што е моментално, мислам, што е кај мене, Бубо има пасош, значи дојде од Словенија, 4 граници помина, така да се е законски како што треба, и ги советувам луѓето сите кои се заинтересирани за соколарство, најнапред да дојдат нормално да го посетат курсот, да научат, потоа иде да си спремат услови, па за на крај да дојде птицата. А кај нас се е обратно, па затоа после тоа птицата ќе ни угине, заради тоа што ништо не знаеме за незе, за незините потреби, така да. Драго ми е што си ја согледал потребата од ваков курс и се разбира интересот кај луѓето така е голем и така треба ти лично да преземеш мерки и да направиш нешто. Кажи ми, колку време ќе трае курсот и каде може да се обратат сите оние кои што се заинтересирани и во моментов не гледаат? Да, може мене да ми исконтактираат Трајче Китановски со кирилични букви на Facebook, на пример, или на социјалните мрежи, и на Instagram. My Hawk Хари сум таму. Курсот ќе трае 3 месеци. Така направив една програма, каде што ќе има и пракса, ќе има и едукација, нормално. Значи, и моментално сум во преговори со неколку скопски општини да ни дозволат просторија некоја, можеби ќе бидеме таму, ќе видиме, и курсот ќе биде во Кучково и во Волково, на тој предел. Да. Кога точно почнува курсот? Па од 15 јули, сега, курсот ќе започне, така да ги повикувам сите заинтересирани. На крајот од денот, како што спомнав, не е ни секој па за соколар, може да се пријави да научи нешто повеќе за птиците грабливки, например околу карактерот нивни и така натака. Рече, за жал времето ни е кратко, ми остана уште многу прашања кои што не би ги одговори, но сум сигурна дека ќе дојдеме да те посетиме за време на курсот, па да ни разјасниш многу работи на оваа тема. Ти благодарам за овој утрински разговор. Секогаш сте добро дојдени и благодарам на вас и на Канал 5.